No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass drops hit them, flip it around. Hops and honks and a cat meows twice. A robot voice says, oh that's nice. Wop 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 like a washing machine. This track's the weirdest thing you've seen. Повтор на каналот кај Bad Teacher Crypto. И денеска пред започнем со видеото би сакал да ви информирам дека Instagram профилот ми е исклучен, не знам искрено зошто, но ние ќе продолжиме со содржината на X. Тука можете да ме заследите на X и на Facebook, каде што ќе објавуваме активна содржина додека не го вратиме тој профил, ако го вратиме. Така да, а за денешното видео имам некои вести добри за вас, имаме некое подобрување на ситуацијата на пазарот. Ќе споделиме секако некои вести и ќе продолжиме со техничката анализа за алткоини и тоа само на ваше барање. Нешто што би можело да го движи пазарот нагоре и нашата теорија која што ја очекуваме во тој бебран. Тоа би можело да биде оваа вест, каде што ќе имаме ласирање на тргувањето за криптоакциите директно на платформата X. И додека сега добиваме вакви вести, во 2017 година всушност тоа не беше случајот. Тука имавме наратив дека крипто е превара, исто така во 2021 дека е бабл, но погледнете што се случува во 2026 година. Овие огромни компании почнуваат да вработуваат луѓе кои што всушност се разбираат од оваа технологија и тука можеме да ги погледнеме всушност оние работни места кои што се бараат во моментов за овие огромни компании, што значи дека иднината е пред нас во овој сектор. И доколку се навратиме сега на биткоин доминацијата, може да има некое случување од 2020 година, но сега за сега немаме никаква потврда за тоа. Ова се само теории кои што можеме да ги гледаме. Погледнете, ова е 2020 година. Имаме биткоин доминација која што пробил подоцна нагоре, имало уште едно мало движење нагоре и се случило ова и сме имале тука алткоин сезона. Нешто што моментално го имаме пробив, може би да очекуваме повторно придвижување нагоре и за подоцна да го направиме ова и да добиеме некаква си алткоин сезона сега. Во меѓувреме алткоин доминацијата, погледнете, само што проби од овој триаголник, што значи дека големи се шанси дека ќе имаме придвижување на алткоините. Исто така PMI завршува над 50. Погледнете што има претходно, завршување над 50 и продолжување на тој bull market. DXY голем број на тестирања тука на оваа линија, истото го видуваме и сега и дали ќе го направи ова само. Останува да видиме и Етериум спрема биткоин, само што пробивме тука, имавме ретестирање на таа зона и уште се наоѓаме тука блиску некаде и може би да следи ова, но секако, кажав, тоа не е всушност она што го очекуваме на овој канал, но сме позиционирани во некој вид од алткоини доколку потенцијално го добиеме ова. А тие што поседуваат пример FED, погледнете, имавме огромна акумулација, имавме памп на цената нагоре и повторно уништување на сентиметот. Имаме поголема акумулација сега, поголем обсек и верувам дека цената полека ќе почнува да формира нагорни движења. И како што кажаме и претходно, се што ќе направиме на М2 стапката на промена се прикажува 12 до 18 месеци во инфлацијата. Оно што очекуваме е уште поголем можеби пад на инфлацијата тука, а тоа ќе го прикажеме за кратко. CBBA индексот моментално е на 34, тоа истото сме го добиле и во 2020 година, доколку забележиме имавме враќање тука уште подлабоко од сега, за подоцна да го формираме ова огромно движење и да го поставиме тој врз тука. И останува да видиме што ќе се случи на пазарот. Докога погледаме Нупол, ни покажува дека многу сме блиску до капитулација и доколку сега погледнеме оние цени кои што биле за капитулација, моментално сме капитулирале во
она 2022 година сме капитулирале на 15-16 илјади, погледнете како тој број се зголемува, кога ќе дојдеме до зоната капитулација сме тука сме на $3,700 и погледнете го ова на $200, огромна капитулација на биткоин. Всушност е огромна прилика за луѓето и токму она што го кажавме, погледнете, добиваме се помала и помала инфлација и веќе инфлацијата не е ризик, а ФЕД ќе го одржи својот состанок за 32 дена, каде што повторно, за сега барем, имаме дека каматните стапки ќе останат такви какви што се. Секако кога ќе се приближиме од недела до 2, пред овој состанок ќе видиме некои поконкретни броеви. И сега го имаме овој индикатор тука, доколку ве интересира што всушност е ова, секој можете да го прочитате ова и да го преведете, но главното е дека овој индикатор со придвижување на графиконот нагоре, имаме финансиски стресни услови тука, што значи дека овој индикатор кога е на дното, се е во ред, кога ќе почне да пробива нагоре, значи дека имаме случување некои настани и дека всушност тоа не е манипулација и дека навистина се случува. Тоа сме го имале и во 2022 година, како се може да видиме, сме го имале и во 2025 година, а моментално сме на едни од најниските нивоа за овој индикатор. А ние ќе преминеме на техничката анализа и прво ќе го видиме биткоин. Погледнете сега, моментално имаме придвижување на овие индикатори нагоре, што очекуваме после формирање на D-cycle во следните неколку недели да добиеме движење нагоре и што се остварува. Моментално имавме ресетирање на огромен број на индикатори, како и на RSI, и се придвижуваме полека нагоре. Ова на неделно ниво моментално нема никакви знаци за опоравување, ниту пак на месечно ниво, тоа е на голем таймфрейм, што значи дека тука мора да почекаме да заврши месецот, да видиме каде всушност ќе се формира таа цена. На неделното ниво моментално имаме ова свеќе каде што не е одлучувачка дали ќе одиме нагоре или надоле. Имаме некоја неизвестност на пазарот. Неколку дена поминавме во овој опсек тука, а верувам дека по ова формирање на овој D-cycle ќе се придвижиме малку нагоре за да вратиме некој оптимизам на пазарот. И каде ќе застанеме подоцна, ќе видиме. Доколку погледнеме Етериум не очекувам ништо посебно се додека не ја пробиеме оваа тренд линија, како што кажав. Моментално имаме оживување на пазарот, како што можеме да видиме во следните неколку недели би требале да добиеме некое поголемо зголемување на цените. И сега да погледнеме што се случува со доминацијата, а добивме движење нагоре овие денови, затоа што доминацијата на USDT полека го формира свој врв, додека пак на месечно ниво имаме уште показатели дека движењето ќе заврши уште во нагора насока. Немаме никакви барем мали знаци за поголемо оживување на овој пазар, но нешто што е добро е што скоро сме до 70 поени од овој RSI индекс и тоа на USDT и доминацијата. Доколку ја погледаме сега доминацијата на биткоин, токму она што го видовме пред малку, имавме формирање на ова движење тука, мала корекција, можеби да се придвижиме уште поголемо и подоцна да го добиеме ова, а тука некаде да почнат и алткоините да даваат свој придонес во сето ова. И сега ќе преминеме на алткоините кои што секако беа ветени дека ќе ги обработиме и моментално ќе го разгледаме Кронос, кој што веројатно го формирал свој прв бран, се наоѓаме во вториот, како и повеќето алткоини, и на месечно ниво тука го ресетираме овој индикатор
каде што цената би останала во овој опсек тука, додека да го ресетираме овој индикатор, да поминеме време уште тука, секако со пробивање на тренд линијата би можеле да очекуваме некое движење, пример вака нешто. Тоа ќе пробиеме, веројатно следниот месец би можело тоа да се случи. Тоа е од технички аспект за Кронос. ВЛФ имаме тука, едноставно нема што многу да се анализира, ајде ќе го намалиме овој графикон да видиме всушност каде сме на неделно ниво, бидејќи овој коен е многу мал, едноставно што би можеле да направиме тука е да поставиме некоја си тренд линија, за да можеме да ја следиме таа цена. Тука да ја следиме цената каде што се ќе заврши и дали ќе имаме акумулација во овој период. Дот сега за сега големо разочарување, но не верувам дека ќе остане вака, затоа што ова се сите оние втори бранови кои што ги гледаме моментално. Дот е еден од постарите коини кој што го формирал ова движење и доколку забележите ќе видите дека тука сме формирале едно огромно движење кое што сме стигнале до тоа ниво од Фибоначи 2,272, што всушност е и целта на овие бранови. Тоа е 1,618 или 2,272, понекогаш и 1,272, но се зависи од финансиските услови на пазарот, кои што моментално не се покажаа многу добри ниту за алткоините. Uniswap на месечно ниво ова е некој си период на акумулација. Погледнете, ова се зони каде што големите играчи акумулирале, доколку поставиме вака оваа зона е онаа која што всушност се побарува од маркет мекерите. И нормално, доколку не акумулирале колку што треба, тие може да ја вратат таа цена. И погледнете, А, Б, С, и ова се случува досадно движење, после кое што верувам дека би следувало пробивање, ретест и да го видиме ова. До кои цени ќе оставиме да видиме, бидејќи тоа не можеме толку лесно да го предвидиме. Мантле, исто така зона на акумулација, поставуваме една тренд линија тука која што ќе ни даде слика. Поглед. Може да имаме уште некоја стагнација. Токму во летото да ги формираме тие можеби дна за сите овие алткоини, но некои ќе бидат порано, некои покасно, не можеме да знаеме, но моментално ситуацијата е ваква. Aster USDC моментално исто така нов коин, не знам, не можеме многу да кажеме за него. Аве, ево, Аве, погледнете го ова класично движење. Помислите за оние кои што влегле тука или влегле во ова движење. Не му е битно дали си тука или си тука или си тука. Тој секако е во профита. Неговите пари веќе не се ризик. Така да ова е, мислам дека едно од историски шанси и ова е исто така еден од графиконите од учебник. Погледнете ја оваа зона. Веројатно сме имале некое надавање на цената тука, првите инвеститори, ево, вториот бран, третиот, четвртиот, АБЦ може би да биде вака, и 1, 2, 3, 4, 5, во петиот, да го проследиме она големо движење на сите овие алткоини. Као исто така еден од добрите коини кои што моментално се наоѓа во акумулација после пробивање на оваа зона, веројатно ќе
ретестира, уште малку му фали за ретест тука, индикаторите се на едни од историските нивоа, исто така и за него. BitGet токен, ова мислам дека менувачица, не сум сигурен. Погледнете. Може би најдобриот перформер во овој bull market. Колку има направено, од прилика, ќе земе околу 3600% и веројатно ќе имаме дистрибуција на овој токен барем моментално, бидејќи сме имале огромен раст. Секако, пробивање на оваа тренд линија, ова не би го бркал искрено. Ова е исто така менувачница. Погледнете, сме имале огромно движење дури од 2020 година. Овој коин не добил ниту една од корекциите кои што сме ги добиле во другите коини и ова е само тренд линија која што со пробивање на нови all-time highs би требало да се следи. Би можеле да поставиме сега тука тренд линија некако вака. И ова е главната тренд линија која што треба да се следи и со пробивање на оваа тренд линија би можеле да видиме некои цени надоле. Погледнете, после овој огромен раст тука, за овој токен моментално имаме формирање на врвот. Погледнете, на месечно ниво сме се придвижиле надоле, каде ќе дојдеме, не можеме да знаеме и моментално влегуваме ова зона на Магди, каде што цената би требало малку понасилно да се движи, односно да видиме некои поголеми падови. Може би вака и потоа да видиме нешто вака. Сега ќе помине, еве го, ПП. Повторно ќе напоменам, овие коини не ги препорачувам, туку само правиме техничка анализа, не гледаме никакви фундаменти што се наоѓаат во нив. Погледнете, АБ, ево го, C-бранот, каде завршил C-бранот? 1,678. Моментално имаме одбивање од оваа цена. Дали тоа значи дека овој коин би се придвижил нагоре? Ќе видиме, но со пробивање на тренд линијата тука, се уште не сме пробиле, имаме такви движења што не сме пробиле. Со пробивање на овој тренд тука би можеле да видиме некои цени поголеми. И ICP, поглед, огромен пат тука за ICP. Секако, мора да се опорави од оваа тренд линија за да видиме нешто поквалитетно од него. Без сомнение, оваа технологија е една од вредните на овој пазар. Верувам дека ова е со формирање на некое си дно, бидејќи добивме огромни движења надоле за овие коини. Може би да биде малку досадно формирање на тоа циклично дно тука и да го видиме ова. Ethereum Classic, погледнете, исто така години на акумулација после ова движење тука од $0,68 до $40, кој што верувам дека успеале да променат многу животи во овој период. Подоцна сме имале ABC корекција и пробивање, веројатно ова е петиот бран. По формирање на тој пети бран, цената очекуваме да се придвижи на четвртиот бран од претходното ниво, што значи дека тука некаде би било тоа дно за овој коин. А сега да погледнеме што се случува со златото, верувам дека многумина ги интересира и тоа имаме, може би пробиваме. Мнозинството веројатно мисли дека всушност ова е врвот, но како што ги истражуваме претходните графикони, ова е само едното движење кое што верувам дека следува нешто вака. Но првично да го формираме DSKL и ја пробивме оваа тренд линија, што значи тоа е вториот сигнал. Дали ќе добиеме нешто вака во DSKL, каде што биткоин ќе се придвижи повторно нагоре, а ќе има мала корекција на златото и подоцна ќе имаме некоја си стагнација, додека биткоин прави можеби некои поголеми добивки во тој момент, за подоцна
да бидат корелирани и заедно да се придвижат повторно надоле, да го ресетираат сантимент во следното макро дно и да видиме многу поголеми цени. Ќе видиме, тоа се некои од теориите, но како што знаете, ставаме видео секојдневно и можеме да ги промениме своите калкулации доколку нешто друго се случува на пазарот. А среброто, погледај, огромен ликвидации каде што сите луѓе мислеа дека всушност добиваат и дека криптото воопшто не е вредно, само злато и сребро. Погледнете, огромни ликвидации тука моментално, и тоа во една недела имавме околу 47% пат. Секако не значи дека ова е врвот, овие цени може да се придвижат уште повеќе. Кажавме дека би очекувале некој поголемо движење, можеби повторно да се вратиме до овој врвови за подоцна да формираме некој си вакво движење и да го ресетираме тој сентимент до крајот на оваа година, за подоцна да има можеби едно од ретките случувања на пазарот. А S&P 500 да го погледнеме, кој што видовме огромно движење на цената во странично движење и овие лажни пробивања нагоре со само мал процент на движење после движењето на all-time high, и моментално пробивавме и не го пробивме овој врв тука, што значи дека оваа тренд линија е валидна. Исто така направивме и base cycle low тука, кое што беше пробиено веќе еднашка. MACD исто така расширен тука, доколку го ставиме ова на неделен графикон, погледнете, сме направиле движење надоле и овој врв е помало од овој врв, што значи дека би очекувале некое придвижување надоле во некој од следните недели. Исто така RSI во корекција, ајде да видиме на месечно ниво, пак имаме слабење на овој тренд, како што може да видиме после оној bear market во 2022 година сме имале една алармантна ситуација моментално, но подоцна сме се придвижиле нагоре и полека го ресетираме сега тој сентимент тука за можеби повторно да направиме некое движење надолу. А сега ќе ги погледнеме и оние приноси. Погледнете, имаме пат, што значи дека 10 годишната обврзица имаме пат. Големи се шанси дека ќе добиеме повторно кратење на тие каматни стапки, бидејќи имаме пат на овие обврзици. Дали тоа ќе биде случајот, останува да видиме што ќе одлучи Фед во следното свое излагање. Невработеноста моментално е на 4,3%, PC инфлацијата на 2,49%. Верувам дека ова е она што го сака Фед и верувам дека е време да се кратат овие стапки. И отприлика тоа е тоа за денеска. А вие секако сетете ги овие плейлисти, заследете ги новите профили кои што тука ги направив на X и на Facebook. Следете ги видеата, лајкнете ги, споделете ги со своите пријатели. А ние се гледаме во следното видео. Поздрав од Bad Teacher Crypto и чао чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.